Кога по 40 на години водителска кариера, разговор со многу гости од различни профили, опфатени различни теми, одработени стотици емисии, а и авторски проекти, сватив дека нешто ми се случува за прв пат. Не ми останува ништо друго, туку да застанам, длабоко да вдишам и од се срце да му се заблагодарам на Бога. За прв пат имам можност да разговарам со личност која располага, ама буквално со сите информации за градот во кој сум роден, во кој израснав и неизмерно го сакам. Ако некој знае се за Пробиштип и Пробиштипско, а тоа знаење се протега дури 1000 години наназад, тоа е Стојан Стефановски Лесновски. Господине Стефановски, ви благодарам што не примивте во вашиот дом и што го одбравте токму Пробиштип Инфо да споделите со сите наши граѓани дел од вашиот навистина огромен новинарско-публицистички опус. Прво, сакам да ви изразам добре дојде во мојот дом и воедно да изразам моето големо задоволство од можноста што имам преку Пробиштип Инфо да направиме нешто што јас мислам дека може би најсоодветен начин да голем дел од информациите и публицистичките дејности и трудот што сум го вложил во изминатите 50 на години дојде поблиско до пошироката јавност, односно да може да се запознаат луѓето не само од Пробиштип и околината, туку и многу пошироко во светот, особено за нашите иселеници во странските земји, што се Пробиштип бил, што е сега и какви се неговите можности за неговите граѓани. Затоа уште еднаш ви се заблагодарувам за можноста што ми овозможивте да искажам дел од оноа што сакав да го кажам, што практично јас сум го кажал во многуте мои монографии, меѓутоа вака на живо преку аудио-визуелен профил да искажам својата голема радост и задоволство од можноста и да направиме нешто што ќе трае и ќе биде интересно за многу луѓе, не само денес, утре, туку и задутре и вечно. На многу сограѓани од различни генерации сте им познат како личност и како творец на повеќе монографии. Но како минуваат годините, се менуваат генерациите и веќе дел од помладата популација можеби и не е баш запознаена со вашето творештво. Но бидејќи идентитетот на некоја личност е во блиска корелација со историјата на местото од каде потекнува, решивме заедно со вас на овој начин, својствен за помладите, преку разговор да се подсетиме не само на вашето новинарско-публицистичко творештво, туку и на вашиот живот, вашите работни ангажмани. Со еден збор, низ вашата животна приказна, да проследиме и животната приказна на Пробиштип. Интересно, меѓутоа, случајот како да сакал, мојата животна приказна е рамна на животната приказна на постоењето и раѓањето на Пробиштип. Јас сум роден на 29. април 1944 година во познатото село Лесново, во општина Пробиштип, што значи истата година кога на 8 септември 1944 година Пробиштип доживува ослободување после завршувањето на народно-ослободителната борба, што значи дека сум врсник на слободата и постоењето и растежот на Пробиштип. И затоа со растежот на Пробиштип растев и јас, а со полнолетството после 18-20 години, со завршувањето на средното, а подоцна и со високото образование, се свртев и кон објаснување, односно пишување за се она што сум го доживеал во периодот во кој што растев, а истовремено растеше и Пробиштип, односно создавањето на градот од една обична мала рударска населба во Виштински град, каде што во 1971 година Пробиштип беше прогласен и за град, а 1955 година ја доживува и можноста да биде општина, која што е и денеска на истата површина, на истиот број на села, општина Пробиштип формирана 1955 година, што е и предмет на една од моите монографии
за златниот јубилеј на Пробиштип 50 години општина Пробиштип. Добро, еве да се вратиме на почетокот на вашето родно Лесново. Како изгледаше животот во повоена Југославија? Како се живееше и дали воопшто има некоја сличност Лесново тогаш и сега? Па, речиси, нема сличности, меѓутоа дека по особините и суштината на своето постоење и создавање, Лесново во многу работи представува основа на историјата на општина Пробиштип. Во кој смисол? Во смисол на тоа што тоа е една од најстарите манастири изградени во крајот на 10-тиот и почетокот на 11-тиот век, со што пред 10 години јас ја одбележав таа годишница 1000 години Лесново со издавање на монографија за моето село Лесново. Се вика книгата 1000 години Лесново, што е прв случај на една монографија со таква важност, со таков елемент, со таква годишнина издадена во Македонија. Во тој смисол посебно сум горд и задоволен што сум се родил во тоа село Лесново, на 130 метра од самиот манастир, родната куќа во која што сега само имат белези на постоењето. И уште еден елемент што сакам сега денеска да го кажам е тоа што Лесново на еден начин, не само што вие младите сега знаете дека е главно туристичко место на Пробиштип, гордост на Пробиштип, од каде да идат гостите ги носат и од странство и од тука, нема каде да ги однесат во Пробиштип. Меѓутоа и во историски поглед е еден елемент што сакам да го кажам, што за жал во текот на моите истражувања хронолошки не сум го дознал, дури го дознал пред 10 години, а тоа е дека во Лесново на крајот на 19-тиот век, негде помеѓу со средината на последната деценија од 19-тиот век, познатиот митрополит Теодосије Гологанов дал налог во Скопската епархија, бидејќи тогаш и Пробиштип спаѓал во рамките на Скопската епархија, да се отвори првото учителско училиште во Македонија или учителска школа на македонски народен јазик. Меѓутоа, властите на тогашните пропаганди не го дозволиле тоа, меѓутоа останува, користам прилика да тоа остане забележено, дека првата учителска школа требало да се отвори токму во селото Лесново. Село во кое што сум се родил и уште еден елемент, малку себичен, малку можда нарцисоиден, јас сум првиот жител по потекло од Лесново кој е бил учител, кој станал учител во текот на своето школување, прв учител што потекнува од Лесново и со тоа представувам на еден начин основоположник на учителскиот позив. Инаку учителските школи се отвараат во Македонија кон крајот на првата половина од 20 век, од 48 до 50 година, кога се отварат три главни учителски школи: Скопје, Битола и Штип. Меѓутоа, значи, идејата за првото отварање на учителска школа во Македонија, за жал неуспешно обид, меѓутоа истакнато како желба, затоа што тогаш Лесново располагало со манастирски комплекс, каде што имало доволно простори за сместување на евентуалните ученици, со сместување и исхрана, бидејќи целото манастирот располагал со голем имот и се имало голем број на монашко братство во самиот манастир и ги исполнувало сите услови за отворање на таа учителска школа. Тоа малку вака сака посебно да го истигнам како дел од мојата фотографија, односно од мојата биографија, и затоа сакам тоа да го нагласам дека првиот обид за отворена учителска школа е крајот на 19-тиот век во Лесново. Средно учителско училиште завршувате во Штип. Да. И се запишувате на филолошкиот факултет. Да. Изгледа уште тогаш во вас стеела желбата за споделување знаење. Самиот, може би тоа е случајно, ништо не е случајно велат во животот, може би само до тоа што сум се родил во село каде што били иницијативите за првата учителска школа и од првото школа, отварање на првата учителска школа, да ми поттикне да се запишам на учителската школа во Штип, која заврши во 1963 година,
а подоцна продолжив со своето образование, но меѓутоа и неколку години бев и учител например, прво бев учител, наставник во Основното училиште Иво Рибарнола во село Троло 2 години, потоа во селото Кундино исто така 2 години, а потоа средношколски професор во гимназијата на Наумовски Борчево провеќе 12 години. Вашите работни ангажмани се навистина интересни, дури некои од нив изгледаат и неспојиви. Ајде кажете ни кои професии биле дел од вашиот живот и како се случиле? Бројот на моите професори е малку поголем, моите професии е малку поголем од можноста што можете вие да ја опфатите со вашиот довесно, меѓутоа сепак ќе се обидам да покрај наставничкиот, односно учителскиот позив, во кој имам вкупно 15 години поминато, мојот работен век, мојата работа е преку повеќе занимања, настани, односно службени задачи, така натака. Меѓутоа, сето тоа може да се слее дека разновидноста на професиите потекнува и од разновидноста на почетокот на моето формирање како човек. Јас уште како ученик добре во живеевме ние до 60 година, 60 година доаѓаме во Пробиштип. Имав можност, благодарение на моите родители, кои тогаш беа во Рудниците Златово и познати родители, односно родителот, не имавме во Добрево прво радио. И јас првите печатоци и љубовта према информацијата и афирмацијата на тоа што се слушам, ја имам преку слушањето на радио, а подоцна и со читањето на весници. Бидејќи во Добрево имаше библиотека за рударите во Добрево, во која што дневно доаѓа сите дневни весници од тогашна Југославија. Нешто 10 или 12 весници. А многу пати јас ја користев својата можност да преку човекот што работеше во библиотеката да ми овозможи да дојдам пешки во 5 саат од поручек, во 17 часот, значи, преку Јагнило, Маричански дол и преку Лисагара до поштата во Пробиштип, да ги земам тие весници, да ги однесам до вечерта во кај. Меѓутоа, тој човек што работеше во библиотеката Чичко Санде, и денеска му должам голема благодарност на него и на неговото семејство, бидејќи не ги познавам, ми овозможи, можеш ти ноќас да ги задржиш вестниците и слободно да читаш, а утре сабале те молам со работното време 8 часот да ми ги донесеш. Ја тоа го правев. Почетоците на моето интересно заљубување во информацијата, во книгата, во весникот и слушањето и читањето потекнува од таму. А потоа, со самото тоа и самото занимање како наставник, учител, студент на филозофскиот факултет, знаеме дека филолошките факултети се главно читање книги. Нашето не е правење на технички прилози што ги прават инженерите, техничарите и така натаму, туку читањето на книги. И од таму наваму секогаш сум читал, меѓутоа дојде време сето тоа што сум го читал и да го ставам на хартија, да го пишувам, и затоа успеав, мислам дека успеав голем дел, да не речем грото на настаните и случувањата во општина Пробиштип да ги ставам на хартија, која што можат да ја користат сегашните и идните генерации. Имате богата, поприлично интензивна кариера со потреба за ваша максимална посветеност. Се наметнува прашањето од каде идејата, како ви се случи да се влюбите во публицистичката дејност и како ги споите професионалните обврски и истражувачката работа. Вие спомнавте само дел за ова. Да. Па гледате, некако тие две работи се една со друга или една до друга. Со самото читање, а пред се почетокот на мојата ангажираност беше новинарската дејност. Целокупната творечка продукција на Стојан Стефановски Лесновски се одвива условно во 2 дела. Новинарска активност преку дописничка дејност и соработка со печатени, а подоцна и со електронски медиуми,
со неколку децениско информирање за најголем дел од цевкупните случувања во Пробиштип. Почетокот на новинарско-дописничката официјално е во пролетта 1966 година. Тоа бил неговиот објавен допис на страниците на тогаш најголемиот спортски весник во Југославија, Белградски спорт. Тоа всушност била информација во која за прв пат името Пробиштип се спомнува во некој весник во тогашната држава, а се однесува на спортските желби на фудбалскиот клуб Рудар и неговите симпатизери и навивачи од тогаш малото, но убаво рударско градче Пробиштип. Така Рудар станува прв афирматор на нашиот град и тоа на поширок простор. И јас веднаш, уште со завршувањето на учителската школа во Штип и доаѓањето и работата во училиште, почнав во тоа време Пробиштип беше мала рударска населба, неафирмирана, речиси и немаше луѓе што на таа работа посветувале, иако имала локална радиостаница уште 66-та година. Пробиштип имал меѓу првите радиостаници во Македонија, а пред тоа, за чудо на денешните жители што ќе го читат ова и ќе го слушат, ќе го гледат, дека тогаш Пробиштип имаше информации со така наречена разгласна станица. На раскрстниците кои што и денеска постојат на главните улици меѓу Илинденска улица и Јордан Стојанов и кај киното, на тој триаголник и така натаму, постоја радио звучници, преку кои што луѓето слушаа не само музика и дневните вести, бидејќи се информира, бидејќи тогаш немаше телевизија, немаше радио, немаше телефони, ова што го имат сега генерациите, туку само телефонски, жичени телефони преку пошта и така натаму. Почетокот на вториот дел од творечкиот опус на Стојан Стефановски, публицистичко-монографската дејност, е текстот објавен во јубилејната монографија за рудниците Злетово, Пробиштип, во 1978 година, монографија создадена од повеќе автори на текстови поврзани со рударството. Текстот првенец на Стојан Стефановски се однесува за општо запознавање со историјата на Пробиштип, како град и општина, и е поместен во монографијата под наслов Пробиштип од рударска населба до современ град. Сепак, прв негов самостоен публицистичко-монографски труд е издавањето на монографијата посветена на паднатите борци во Народно-ослободителната борба, издадена во 1984 година со одбележувањето на 40 години од денот на ослободувањето на Пробиштип, 8 септември 1944 година. Заокружувајќи ја својата монографско-публицистичка дејност, представена преку содржини во повеќе делови од животот и настаните во општина Пробиштип, Стефановски сепак со особено задоволство и нескриена гордост истакнува дека круна на неговата монографско-публицистичка дејност представува издавањето на монографијата за одбележување на златниот јубилеј 50 години општина Пробиштип. Како последно од низата монографии, годинава го издава своето најрепрезентативно и технички најдобро дизајнирано дело, Алманах за златниот јубилеј на матурантите на генерацијата 1969, 1973, 2023 година на Рударско-геолошкото техничко училиште. Копањето по историјата на Пробиштип е ваша долгогодишна пасија. Во неја имате вложено огромен труд и време. Како реагираше вашето семејство на сиот тој труд за нешто што можеби за некого е непознаница?
немаме многу наши сограѓани кои толку темелно ја проучуваат историјата на нашиот град и сето тоа го преточуваат во монографии. Искрено, освен вас и не познавам некој што располага со сите тие информации. Ви беа ли поддршка сопругата, пријателите? Секако, дека елементот што го сега наведовте е суштествен и битен во создавањето на виките, можности и реализацијата на тие замислени работи. Меѓутоа, со задоволство можам да истегнам дека семејството од секогаш ми имало поддршка, ми давало поддршка, иако на моменти многу од тоа што сум бил ангажиран да истражувам, да отсуствувам од дома, се одразувало секако и на моето потребно поголемо присуство во семејството, меѓутоа се благодарение на сопругата, а подосна и на моите двајца синови, сето тоа успеав некако да го надминам и да му дадам тон и напротив, дори до поддршката следуваше уште повеќе со текот на времето. Од почетокот со создавањето, односно со новинарската дејност и мојата дописничко новинарска дејност. Јас не сум бил професионален новинар, меѓутоа сум бил професионално ангажиран дописник од Пробиштип и тоа со години и со децении. На сите речиси, не сите баше, али на најголем дел од тогашните медиуми Нова Македонија, Вечер и така натаму, и другите вестници кои што потоа излегува. Меѓутоа, на публицистичката дејност поминав нешто подоцна. После 10 години од новинарската работа, со новинарство почнав се бавам од 66-та до 78-та година, кога во 78-та година се правеше прва монографија на рудниците за Оловица и Излетово, со која се одбележуваше 50 години од постоењето на рудниците Излетово, односно од почетокот на истражните работи на изградбата на рудниците за Оловица и Излетово во Пробиштип, во која монографија имав чест, можност и со моја задоволство кога констатирам тоа и денеска, да бидам и јас, иако млад, неафирмиран, да бидам дел од редакцијскиот одбор, односно да бидам дел од актерите, односно авторите на поголем број написи во таа книга, и затоа почетокот датира многу од подамна. А потоа се надоградува на тоа редица и редица дела, мислам публицистичко, како да кажем, публицистички дела и трудови, во кои што се најразлични, се собира најразлични податоци за најразлични области. Речиси да нема сегмент од животот на Пробиштип на кој што ја не сум посветил внимание. Тука е токму и моето следно прашање, значи од вашето перо се создадени над 1700 монографско-публицистички страници и над 6000 новинарски страници. Тоа е опус кој представува вистинско богатство. Но вие не застанавте тука, годинава го издадовте Алманахот по повод златниот јубилеј на матурантите на генерацијата 1969-1973, сега 2023 на Рударското геолошко техничко училиште. Можете ли сега да не ги наброите сите монографии кои што ги имате напишано и издадено? Ќе се сетите ли? Малку потешко ќе се сетам на сите поред, меѓутоа ги имам ги напишано во содржината на монографиите, на сите монографии, али ќе се сетам првата монографија за зборник на паднатите борци на Пробиштип. Втората, односно средната монографија, така во средината на монографиите, од скупно 15-тина, е некаде мојата најважна монографија, а тоа е Златната книга за Пробиштип, односно 50 години општина Пробиштип. Напишана е во 2005 година, а како круна на моето дотогашно монографска активност и публицистички дејности, а ова што ја спомнавте книгата последна сега, на оваа возраст што ја успеав да ја напишам на речиси близу 80-та година од својот живот, односно на 79 години, тоа е монографијата што ја напишам за оваа генерација што вие спомнавте, Алманахот на границата на генерацијата ученици
со која што посебно се гордеам поради тоа што тоа е според својата технолошка поставеност, стручност, богатство на информации и техничка обработка и едно од најрепрезентативните мои дела. Така, се јавувате како лектори на десетина книги. Ќе ни кажете ли нешто повеќе и за оваа ваша активност? Многу пати сум помагал на многу луѓе на докторски дисертации, магистарски трудови, така натака, да им помогнам со лекторска работа. Сум лекторирал исто така десетина книги, со кои што сум помогал да во издавањето на нивните дела. Така. Бидејќи во вас постои огромна желба информациите, материјалите и историските записи да ги оставите и на идните генерации, кои треба да се горди на градот од кој потекнуваат, наша заедничка идеја е да направиме еден документарен серијал, па преку видеозапис, да им го оставиме ова огромно богатство, на чие создавање, слободно можам да кажам, дека му го посветивте целиот живот. Сосема сте во право и тоа сосема ми е задоволство што така нешто е возможено со вашето ангажирање и при ова сакам лично да ви се заблагодарам на тебе и на твојата сопруга за ова што го правите за мене во овој случајот, меѓутоа и за граѓаните на Пробиштип. Односно, јас сум заљубен во Пробиштип и како што можете да видите дека сите мои книги се со љубов према Пробиштип. Јас сум израснал тука, сум раснал, сум оставал и зад себе и пред себе и над себе и покрај себе се што сум можел за Пробиштип во разни области и затоа сето ова представува за мене задоволство и гордост што можам на овој начин да ја оставиме заеднички со ваша помош и со моите напишани книги на нивните генерации да се памети, да не се заборави, бидејќи само напишаното е вечно, сето друго се заборава, а напишаното е вечно. Така. Во еден наш разговор ми спомнавте дека деновите се исполнети со најразлични активности, од кои една е дека читате и по неколку часа од денот. Навистина, овој податок ме водеше. Може би сакале да ни откриете каква литература ве интересира и што ја предизвикува ваша посветеност на читањето? Па видете, читањето, за разлика од помладите години кога читав се и сешто, сега се сведува повеќе на евентуално најново нешто ако излезе да прочитам и на читањето на дневниот печат. Бидејќи за читањето на книгите нема многу време, а да ви откриам нешто посебно задоволство е што ги препочитувам ги читам повторно моите напишани книги. И знаете ли какво задоволство и каков интерес, како нешто да прв пат го слушате. Јас секоја книга моја сега, кога ја читам, си велам во себе, како сум можел ово да го напишам. И затоа јас, значи, секојдневно по нешто читам, обично 2-3 часа, кога мислев тоа, мислев повеќе на печат. Ја печат сум од ретките што во Пробиштип се уште купува весник. Така, редовно. Јас се среќавам со луѓе, викат, ти уште читаш весник. И јас викам со задоволство, а ме знаат кој сум, што сум, како сум, колку сум. Меѓутоа, јас следам и компјутери, следам и на телевизија, се. Меѓутоа, весникот за мене е весник. Јас сум класичар. Практично да оно што го читам и затоа сум еден од ретките преплатници на Нова Македонија и денеска после 60 години од нейното, 70 години од нейното излегување. Се уште редовно го читам секој ден, го имам на својата маса секој ден и ги читам. А меѓутоа, уште еднаш да ви кажам, повторното читање на веќе напишаните книги пред 20 години, 30, представува за мене некој интересно задоволство, кое што многу пати кога немам што да правам, ги читам текстовите што сум ги напишал. И дури на еден начин се благодарувам себе си што сум успеал да напишам така, али морам една да истакнам нешто. Многу малку луѓето сега што се малку читат. Јас, например, од сите книги, обично сам и по 1000 примероци од секој издание, меѓутоа, од тие 700 сум подарил, 300 не сум продал, што се вика, ама од тие
сите книги, кога сретнувам некој што ги зел книгите, ми кажува на таа слика ми има мене, на ова ми име. Ретко сум нашол на човек кој што ја прочитал книгата, па да ми каже нешто содржина. Многу малку читат луѓето. Многу малку читат. За жал. Рекол за жал, така. Дали уште некој од вашето семејство ја негува љубовта кон истражувачко-публицистичката дејност? Ќе продолжи ли некој од нив да ги следи настаните во Пробиштип и во иднина? Не гледам таков за сега, моите не се за тоа. И јас да ви кажам дека мислам само за жал не може тоа да се оствари. Мислев дека е први на кој што налетав да што може да ме наследат, мислев дека сте вие, меѓутоа оно што ми го соопштите дека можеби нема да бидете подолго веќе во Пробиштип, малку ме обескуражува, а инаку ја одамна се желеам да се најде некој човек да се има 20 години, 10, ајде, нека биде 10, не 20. Не е никој напишан за Пробиштип монографија никаква. Освен една монографија за 60 години општина Пробиштип, што излезе како повеќе како статистички податок на Пробиштип, и затоа, за жал, не гледам многу наследници. Потесното семејство не е многу заинтересирано, тие се бават со сосема други работи, со други занимања, и затоа не гледам. Меѓутоа, моја желба е да оваа вие дејност благородна што ја правите вие со вашата активност со својата сопруга, да го продолжите додека сте тука се и дека дознае светот дека Пробиштип постоел, сега постои и ќе постои. Така. Господин Стефановски, ми беше огромно задоволство и чест што имав можност да поразговарам со вас. Се надевам дека ќе успееме заедничкиот проект кој го најавив да го изреализираме и на нашите идни генерации да им оставиме наследство од информации од многу различни области за нивниот роден град. Пробиштип, без лажна скромност, е урбано место кое по многу нешта е единствено. Ви благодарам од срце на честа и на времето кое што го одвоите за овој разговор. Сосема се сложувам со твоето мислење и тоа што го кажа, и не можам уште еднаш да не ви се заблагодарам на вам двајцата, на вас двајцата, што сте тука кај мене денеска, што дојдовте да ме удостоите со ова, бидејќи прв пат имам прилика, а имав одамна желба нешто вакво, нешто да го кажеме, бидејќи младите генерации дури некој прв пат се сретнат со вакво нешто, дека постои воопшто нешто оставено, на хартија поставено и така натаму. Уште еднаш, во своје име и на своето семејство, сакам да ви се заблагодарам што денеска бевте во мојот дом гости, и секогаш вратите ќе ви останат отворени. Аз сум спремен да ви помогнам околу изработката на документарецот за Пробиштип, кој што ви предпоставувам, према оноа што го чув од вас, дека тоа ќе биде ваше ремек дело